Бог да биде со сите вас и да ве благослови, почитувани. Што значи да се биде Христов ученик? Што значи ученик? По дефиниција, следбеникот или ученикот на Исус Христос е верник кој го примил Светиот Дух и се труди да го прошири христијанското учење насекаде каде што ќе стигне. Христијанскиот ученик е личност кој го прифаќа со радост учењето на Господ Исус. Учеништвото е процес со кој учениците растат во Господ Исус Христос и се опремени со Светиот Дух кој живее во нивните срца и кој им е даден преку вера и покаяние. За да можат да ги надминат притисоците, искушенијата на овој живот и да станат се повеќе и повеќе слични на нивниот учител Исус Христос. Овој процес на учеништво бара од верните да се прилагодат според волјата на Светиот Дух и да се усогласат нивните мисли, зборови и постапки според Божиот збор Библијата. Ова нешто бара секојдневно да се чита Божиот збор, да се проучува сериозно, да се молиме постојано и да го слушаме Божиот глас преку напишаниот збор. Освен тоа, треба секојаш да бидеме подготвени да сведочиме за причината и за надежта што е во нас, како што вели апостол Петар во 1 Петрово послание 3 глава 15 стих. Туку, осветувајте го во своите срца Христос како Господ, секогаш подготвени за одговор на секој што ќе побара причина на надежта која е во вас, но со кроткост и со страв. Според Библијата, почитувани, да се биде христијански ученик вклучува личен раст кој се карактеризира со следново. Прво, Исус треба да биде и мора да биде на прво место во твојот живот. Да се постави Исус на прво место во животот, но не само во некој подрачје, туку во се, апсолутно во се. За ова нешто имаме потврда во Евангелието според Марко 8 глава, 34 и понатаму стихови. И го повика народот заедно со своите ученици и им рече: кој сака да дојде по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, а кој ќе ја загуби својата душа заради мене и Евангелието ќе ја спаси. Зашто што му користи на човекот, ако го добие целиот свет, а на својата душа и напакости? Зашто кој се срами од мене и од моите зборови во овој прелюбодеен грешен род, и човечкиот син ќе се срами од него кога ќе дојде во славата на својот татко, со светите ангели. Христовиот ученик мора да биде одвоен од светот, потполно одвоен, неделумно. Во посланието според Јован, 2 глава 16 стих е запишано да не го сакаме овој свет. Нашиот фокус треба да биде кон нашиот Господ Исус и да му служиме во секоја област од нашето живење. Треба да го отфрлиме егоцентризмот и да го облечеме христоцентризмот. Павле за ова нешто ќе рече вака: со Христос сум распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот, што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Тоа е запишено во Галатјаните 2 глава 20 стих. За да бидеш вистински ученик, мора и треба Исус да биде на прво место. Бог да ти биде на прво место. Второ, да се следи Христовата наука, неговото учење. Да се следат учењата или комплетното учење на Исус, неговата наука. Во Евангелието според Јован 8 глава е запишено следново. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа: ако пребивате во моето слово, или ако останете во моето слово, навистина сте мои ученици и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ние би требало и мора да бидеме послушни деца и извршители на Божиот збор. Послушноста, да се биде ученик, значи послушен ученик. Послушноста е крајниот тест за верата во Бог.
Например, во 1 Самуилова книга 28 глава е запишано следново: Зошто не ги послуша Господовите зборови, или зашто не ги послуша Господовите зборови и зашто не го изврши неговиот жесток гнев врз Амалик, затоа Господ ти направи вака денес. Во овој стих станува збор за Саул, кога не ги послуша Божите зборови и Господ го отврли да не биде веќе цар. Господ не му зборуваше тогаш ни преку пророк, ни преку сон, ни преку видение, преку ништо. Затоа конечно отиде да бара помош од вражалка, која што повикува духови, спиритистка, во Ендор. Пред тоа ги беше изгонил сите такви луѓе кои се занимаваа со тоа: вражалци, гатачи, спиритисти и така натаму. Но сега тој истиот Саул, заради непослушност, се врати при истите луѓе. Понатаму, еден од најдобрите примери е Исус. Тој е совршен пример за послушност, затоа што живееше во целост подчинет кон Бог Таткото, или на Бог Таткото, се до самата смрт. Во Филипјаните 2 глава, од 6 до 8 стих е запишено вака: кој, иеко во Божјо обличје, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бог, се мисли на Исус. Туку се лиши самиот себе и зеде обличје на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст, со најтешка смрт, само да му угоди на Бог, да го задоволи законот и да ја изврши Божјата волја. И затоа седна од десната страна на Божиот престол, затоа што комплетно го исполни законот и го направи тоа што требаше ние да го направиме, а не можевме заради слабоста на нашето тело. Бог преку Христос го изврши се, целосна победа над смртта, над ѓаволот и над гревот. Како трето, за да се биде ученик Христов, треба да се носи плод и плодот да остане. Во Евангелието според Јован, 15 глава е запишено вака: Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која е исушена. Ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако останете во мене, и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Тогаш мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Би рекол вака според овие стихови: нашата работа не е да произведуваме плодови, туку нашата работа е да останеме во Христос и неговото учење. А ако го правиме тоа, Светиот Дух ќе произведе во нас плодови, а тој плод е резултат на нашата послушност. Кога ќе станеме послушни на Господ и ќе научиме да одеме по неговите патишта, нашите животи ќе се променат. Најголемата промена ќе се случи во нашите срца и тоа ќе биде ново однесување, божествено однесување со нови мисли, со зборови и постапки. Промената што ја бараме се остварува од внатре кон надвор, преку моќта на Светиот Дух. Ова не е нешто што можеме да го замислиме сами, туку замислено од Бог во нас. И како четврто, да се биде Христов ученик, подразбира љубов кон другите ученици. Љубов кон другите ученици, што значи тоа? Исус вели: ви давам нова заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас. Така и вие да се љубите еден со друг. Потоа сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Љубовта кон другите верници е доказ дека сме членови на Божјото семејство. Љубовта е дефинирана прецизно во 1 Коринтјаните 13 глава. Таму ако го прочитате тој текст, овие стихови ни покажуваат дека љубовта не е само емоција, тоа е акција. Треба да направиме нешто и да учествуваме во процесот.
Исто така Павле вели дека треба да размислуваме повеќе за другите, отколку за себе и да се грижиме за нивните интереси, а не само за нашите. Тоа го вели Павле во Филипјаните 2 глава. Тој вели: "Исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно. И не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. И не гледајте секој само за своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите." А во следниот стих, во 5 во Филипјаните, се резимира што треба да правиме кога станува збор за животот. Тој вели: "Имајте ја истата свест или сознание, како што беше со Христос Исус." Каков прекрасен пример е тој за нас и за се она што мораме да го направиме во нашето христијанско действување. И како петто, да ги евангелизираме оние што не се спасени, да им го проповедаме Божиот збор. Правење ученици е Христова заповед. Во Евангелието според Матеј, 28 глава, е запишено вака: "Тогаш Исус им се приближи и им рече," се мисли кон учениците се приближи: "Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така, одете, направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас во сите денови до свршетокот на светот. Амин." Треба да ја споделиме нашата вера и да им кажеме на неверните, на оние кои се против Бог, за прекрасните промени што ги направи Исус Христос во нашите животи. Без разлика на нивото на нашата зрелост во христијанскиот живот, имаме што да понудиме. Премногу често некои веруваат во лагата на сатаната, дека навистина не знаат доволно да сведочат или дека не се како што треба добри христијани, па се срамат, се повлекуваат и така натаму. Но тоа не е оправдание. Некои од најревносните членови на христијанскиот живот се новите верници кои што туку ја откриле Божјата љубов. Тие се најревносни членови. Тие во првиот жар допринесуваат и други луѓе да се обратат кон христијанството. Можеби не знаат многу библиски стихови или начин на изразување, но е доживеале љубовта на живиот Бог и токму тоа треба да го споделуваат. А има и такви примери, кога некои луѓе не знаеле како да сведочат, но постојано живееле во согласност со тоа што го читале од Библијата. Така што Божјата љубов се рефлектира преку нив и многу луѓе посведочиле дека се обратиле гледајќи го нивниот живот. Во стиховите што ги цитирав ги имаме следниве поуки. Дадена ми е сета власт на небото и на земјата, што укажува на испраќање од самиот Бог. Второ, одете, тоа укажува да бидеме во акција во овој свет, а не во лежечка или седечка позиција. Одете кај сите народи, укажува на Божјата љубов која се грижи за спасение на сите на оваа планета. И четврто, да ги правиме Христови ученици, тоа укажува дека не треба да бидат ученици на луѓе, не да бидат ученици на луѓе, туку на Христос, и да ги крштаваме во вода, што укажува на промената на нивниот живот, погребување на стариот и воскреснување на новиот живот во Христос, преку чинот на крштавање во вода. Во крштавањето да биде вклучено Светото Тројство, кое се откри на човештвото во целост како троедин Бог, и да бидат поучени во севкупната наука Христова, и не само поучени, туку да го пазат и чуват во нивниот живот, во нивните срца. Да бидат спремни да го манифестираат новиот живот со дела, зборови и постапки. Исус ветува дека ќе биде со неговата црква до крајот на овој свет. Тоа што ќе биде со неговата црква подразбира негова помош, негова заштита и негова улога за спасение. Верните не ги спасуваат луѓето,
туку Христос преку Светиот Дух. На Господ Исус нека му е слава во сите векови. Да бидеш ученик подразбира, да ги евангелизираш сите околу тебе, да имаш љубов кон Христовите ученици, да се носи плод и плодот да остане, да се следи Христовата наука во целост и Исус да биде на прво место. Нека му е слава на Исус. Амин.